Мајки, сопруги, пријателки, наши познанички. Во Македонија се уште живеат во стравот од сопругот, поранешниот сопруг или партнерот, дека ако сгрешат нешто или направат не по нивна волја, ќе си го добијат заслуженото. А заслуженото најчесто се крие позади темните очила, дебелиот слој на шминка и од големата маска. Но за жал, се крие дури од сопствената мајка, сестра, најблиското обкружување. И дека ако може би каже некому, ќе го стори најлошото. Ќе и признаат дека таа тоа и го заслужила. Иако насилството се смета за неприфатливо, тоа не е случај во македонските семејства. Секој од нас познава барем една жртва на семено насилство во најблиското обкружување. Но поговорката вели: мојот дом, мојата тврдина. Но не секој може да гарантира безбедност за себе си во својата тврдина. Се плашам и никој пат он кај е дома јас не сум мир. Пошто слободно може да си влезе и дек што спијам и дек што јадам. Срцето ми треперушки ќе го видам. Излеам на работа, вреѓа. Кога си идам не знам дали во пијана состојба, дали е трезен. И не може да знам кога на каков аминџе налетам и дек да знам што ми мисли. И секој пат, секој збор му, кога е даден ден, што и тепа ми ќе излежам. Со овој документарен филм нема да откриеме нешто за кои досега не сте слушнале, но ќе видите низ какви маки поминувале и за жал се уште поминуваат жртвите на семено насилство, заедно со нивните деца. При тоа, заглавувајќи низ лабиринтот на институциите. Која институција, докаде има надлежност за делување и колкави се шансите жртвата на семено насилство да стане и жртва на системот. Една од жртвите на семено насилство, 42 годишната Велика Пеловска од Новосело, раскажува за голготата низ која поминувала, но за жал трае и 7 години по разводот. Ме малтретираше, ме гоњеше од дома, беме со децата кај негова сестра. Дојде и таму да права кавга, нели, за сакаше да ме тепа, пошто излезех преку врата и не се врнах веќе там, децата ги оставих. Цела вечер бех по улиците, чеках да самне, да дојдам за Струмица да пријавам у полиција, пошто Ново село многу пати пријавува. Ќе се смирите, знаш, маш и жена ќе се скарат, па ќе се претворат, гледај да се смирите. И ништо, ујдела у полиција прејавилот и не сум си ујдела дома. Да ги гледам децата. Ми се јавија преку телефон. Вика, дојди си да си гледаш децата. Веќе кажа, нема да правя така, да те малтретира. Јас повторно за децата па се врнах дома. Ујдеме во полиција да каже, да даде изјава пред полицијата дали ќе се повтори истото. Тој рече дека нема да го прави истото. После 2 дена, знам го и датата, 12.2012, беше четврток, се напијал. Останах само, децата ујдеа на турнир, бех дома сама. Ујдех кај една другарка, ди однесам, телефонот си беше заборила кај нас. Он ми се јави, дек си, викам, у комшиите, дошех телефон. Чекай, вика, да видиш ти чии врати затвараш. Сега да те видам, неле, дома. Јас право си крана, викам, че си одам пијане. Не смеам после да се врнам, че ме малтретира. Само што си ујдех до... не бех ни влезела дома. На портата ме фати. Почнаа да ме тепав. Викам, што работа с тебе, нели, зашто така правиш? Дек беше курво една. И ка ме затепа веќе
мислам оти за 5 минути, ако комшијале кој е викнал полиција, со сет глас виках помош, помош, никој не дојде. Ако не се викнали полицијата дојде, јас веќе му барах, викам, ако сакаш брзо последно дај ми вода ми се пие, пошто сум викала многу. Тај имаше една нечиста вода, историја на мене на главата. Јас на земјата, кога виде полицијата, он избега дома и јас викам, иде да земе нешто да ме коли или не, јас не виде, отидат полиција. И јас влечејќи дојдех до сенката на кашта. Вика, дека, викам, влезев натре. Митра вика, шо работа с тебе, дека велик? Вика, не ја знам. Зашо, вика, тепаш, не ли те срам това шо правиш? Вика, јас не сум атипал. Вика, шо това тук? Јас на земјата ли? Вика, таква се права. И право викна брза помош. Не дојде, такси викна. Дојде такси од караме на болница, такси што беше и јас. Викна ќерка ми од работа, дојде у болница, дадеа ми за струмица ме донесеа тука. Дојде и таму од полицијата да ме сликат. И подучи ме некој, вика, неле, можеш да го пријавиш. Ако сакаш, одно това, вика, не е играчка. Кажа, оти нема... Не сам, неле, многу повредена, ама 3 дена бех у болницата лежах. И јас кажах, оди на момичката социјално да кажеш, нели, се што треба, веќе јас дома не се враќам. Кога излезех од болницата, идејам в полицијата, па ми кажа да идам. Сликаваме таму за на судот и право поднесех за да се разведеме. Он беше избегал за странство. После некоја време кога се врна, идејаме на суд. И питаа го дали он това го април, он кажа дека не бил ме тепал, они така се сликали некои слики. Ало, полиција? Да? Повелете? Ке ве молам вашето име и презиме? 192 е телефонскиот број на кој жртвите најпрво го пријавуваат насилството. Бараат првична безбедност и сигурност за својот живот, а на терен сликата е секогаш различна. Полицијата постапува по веќе утврдени критериуми со закон и нивната постапка е по строго определени нормативи. На интервенција се излегува веднаш, а најдоцна во рок од 12 часа од интервенцијата треба да се изготви полицискиот извештај, да се обезбеди жртвата веднаш да добие соодветна здравствена заштита, да изготви предлог за изрекување привремена мерка за заштита, отстранување на сторителот од домот и забранување на приближување до домот, кое заедно со полицискиот извештај треба да го достават до надлежниот основен суд. Полицијата треба да го извести надлежниот центар за социјална заштита поради превземање на мерки за заштита на семено насилство. Излегувањето на лице место потребно е да се, да се документира целиот настан, да се обезбедат сите докази кои што се потребни, да се соберат сите потребни известувања, како од сведоците кои што се затекнале на лице место, така и од жртвата, така и од пријавениот доколку е таму, доколку се оцени дека пријавениот е под дејство на алкохол, видно под дејство на алкохол, може да биде лишен од слобода и да биде задржан во полициска станица, за што се изготвуваат посебно службени поднесоци, се до моментот на негово отразнување, односно согласно законскиот рок во рок од 24 часа. Веднаш се известува и Центарот за социјални работи, се со цел за превземање на мерки доколку се потребни за згрижување и заштита на жртвата од семејно насилство. Посебно се води сметка при убавување на разговор доколку жртвата е од женски пол или евентуално и од машки пол или се работи за дете, да бидат обезбедени полициски службеници од исти пол, а посебно за деца имаме обучено полициски службеници кои што посебно ги третираат работат со децата и имаат посебен пристап во делот на примање на известување од децата, кое што оврска не обврзува и согласно законот за малолетничка правда.
Исто така, доколку имаме, доколку во евиденциите постои дека пријавениот поседува огнено оружје или е колекционер на оружје, согласно законските обврски, полицискиот службеник кој што ја води постапката, потребно е веднаш да покрене постапка со цел привремено одземање на оружјето, се со цел да се спречат било какви несакани понатамошни действија и однесувања. Посебно се води сметка доколку нели проценката на ризик, доколку се работи за лице повратник или како што ние стручно го нарекуваме рецидивист, се со цел да се намалат сите последици кои што би можеле да бидат во делот на загрозување на животот и телото на жртвата. Значи се известува јавниот обвинител нормално со известување таму каде што имаме елементи на кривично дело и секогаш кривичните пријави се поднесуваат по предлог на жртвата доколку таа инсистира да се поднесе. Најчесто кривични дела во законот се предвидени нанесување на телесна повреда, нанесување на тешка телесна повреда и загрозување на сигурноста, нели? Меѓутоа законодавецот посебно предвидел категоризација во делот на овие кривични дела, односно дал степенување и во став 2 од овие кривични дела секогаш е наведено, значи се дава потешка казна доколку делото е сторено во вршење на семејно насилство. Дивна Стојанова пак со години живее во страв. Секое нејзино излегување на улица е неизвестност. Дали од некаде ќе се појави поранешниот сопруг? Ја следи и се заканува. Ја влече по улица, па дури се обидел и да ја убие. Значи, това беше пекулно. Значи, у неделата 3 дена, 4, значи беше тук. Ме пратеше, ме беше веќе страх да одам на работа или да си одам дома, да излезам на пазар, да купам нешто. Значи, постојано ме пратеше и физички ме набаѓаше. Значи, не е важно на која улица ќе си или на плоштад, дека и да си. Значи, кај него имаше веќе физичко насилство. Постојано се случуваше, дори имаше обити за убиство. Постојано пријавувах во полицијата. Полицијата ќе ти каже, ние не сме надлежни за това. Безброј пати е пријавувано, па исто се одвраќаше. Мислам се повторуваше полицијата до центар, од центарот до полицијата и така се поредом. Иначе поради него имаме веќе 7 стана променни. Значи под Кирија што сме биле, значи за еден месец 3 пати се селеш. Им вршеше притисок врз газдите, дека живеех, им се закануваше со внуци или со деца, со ќерки, углавно дека ќе им запале куќата. Значи се закануваше и поради таа причина ние бевме isfрлани. Значи немавме никаква заштита, едноставно, ни од полицијата, ниту од центарот, нели. Државата како орган, нели, за заштита на жртви, значи немаше тука ништо. Па това тоа беше на 8 декември, значи кај Глобал доле. И јас саках да одам да си купам нешто од продавница, ставам со колата на брат мој, позаимел ја колата на брат мој, он у мене директно. Место тај момент, значи, се повлечех 2 чекора, иначе ки ма прегазеше. Значи, он со колата се качи на тротоар. И од тој момент имаше и други луѓе, нели, по улицата, и јас така некако дојдех до телефонски број, нели, за да се јавам до полицијата, па полицијата интервенираше, дојде, нели, на лице место, ама ништо го пуштија. Значи, само податоци и толку. Значи, не. Беше пуштен да си оде, ето, се случило. Значи, не било намерно, и јас сум, како да кажем, да, како случајно, нели, не случајно. Тој имаше забрана, значи, да не се приближува на 50 метра или 100 метра до живеалиштето, значи, дека живееме, или у школото децата дека беа. Значи, он не ги почитуваше тие. Законот за него не важеше. Значи, он доваѓаше на врат. Дури и влеваше дома, значи, насилно влеват и дома.
Ја слушнавте Дивна. Раскажува како недовербата кон институциите и стравот од поранешниот сопруг и создаваат неизвестно секојдневие. Центрите за социјална работа, исто како и полицијата, работат по строго определени правила и прописи. Жртвите кои ќе решат да излезат од домот на насилникот, очекуваат соодветна социјална заштита од центарот. Но, сепак нивните можности во моментов се ограничени. Жртвите од југоисточниот регион доколку побараат згрижување, ќе мора да одат во Кочани. Оти на цел регион не работи ниту еден шелтер центар. Во однос на мерките на помош и заштита, Центарот за социјална работа ги презема согласно, рековме, Законот за превенција, заштита и спречување од семејно за насилство и Законот за социјална заштита. Кога станува збор за деца кои што се директни жртви или сведоци на насилство, тогаш се преземаат исто мерки на помош и заштита, надзор над вршењето на родителското право. Значи вршиме постојан надзор над родителското право. Воедно преземаме мерки на помош и заштита и спрема лицето што е жртва на семејно насилство. Економско јакнење на самата жртва, остварување на одредени права од социјалната заштита, упатување во здравствена установа, психосоцијална помош и поддршка, упатување во невладина организација, значи со Агенцијата за вработување, вклучување во некои програми за вклучување на пазарот на трудот и за јакнење на самата личност, за надминување на состојбата на ризик во која што се наоѓа. Страф од помислата. Дали ќе се разбуди следниот ден? Оти можеби поранешниот сопруг ќе посегне по незиниот живот. За жал, вакво е секојдневието на апсурдната ситуација во која живее Велика. Зошто апсурдна? Затоа што таа и по разводот живее во куќата која заедно е граделе со поранешниот сопруг. Тој во моментов живее во странство, ама си доаѓа и дома. Тогаш, секој ден, Велика живее во страф. И јас нема да живеем и ти нема да живееш. Дали си размислувала дека треба да излезеш од таа куќа? Сум размислувала и на секој начин размислувам да имам шанси да излезем од таму. Пошто нема дека дом или затоа. Кој сметаш дека треба да води грижа за тебе, конкретно еве во твојот случај? Прво полицијата ќе ги приведат. Јас мислам тие човеци еднаш направил грешка, повторно, па го повикуваш. Треба јака да му се изрече јака мерка, значи или да, ако сака он да излезам, нека ми дава могучност, или пари, или било што, оди там, неќем дома да те гледа, значи ние таа куќа заедно сме ја градили. И јас сум работила там, тие деца не сум ги донесела, јас откај моите родители, он на моите деца, откај сме се разведели веќе 7 години, како да не се негови, не сум дужна само да ги гледам, нели? Тие деца и мои и негови. Јас дома му плаќам и струја и вода и ќе одам окупатело или да пуштам руби да се пеар, тоа ми исклучува струјата од саато. Што треба да направам? Сигурно и јас можам да ги изгубам трпенијата, да му се нафрлам да го убивам или да направам некоја полоша работа. И тогава ќе има пример секакви, не? Кога ќе се случи, тогава ќе дојдат полицијата него да го зема. Или мене. Не треба да се чека. Значи, кога знаат тај човек каков е, кога гледат што се случува, или треба да го лекуват ле, што ќе му прават, нека му прават, или треба да се најде решение да се тргнат од таа куќа. Дали он се тргне или јас, да се најде решение да биде арно и за двојцата. Сите викат у социјалното оди, бееме и социјално. Ако постоја тоа социјално, треба да постои и социјален дом, згрижувачки, да бидеме згрижени и ние. Да не згрижат како едно семејство, да ни обезбедат
Ако треба да плаќам јас 100 евра чирија, нека плаќам 50. Така ли? Нешто и они да помогнат. Зашо социјално? Зашо таа држава да спомогне, како има виз други држави што ги поддржават таквија, има и бездомници, има секои. И поддржават. И со пари, и со станове, со се. А тука нема ништо. И това што го има и оно се растува. И Дивна има своја приказна, која се провлекува од 2011 година до ден денес. Безброј пријави во полиција, кривични пријави, но за жал поранешниот сопруг ниту еднаш не ја одлежал казната онака како што тој ја заслужува, ниту пак некогаш ја почитувал забраната за приближување на Дивна и кон децата. Јас приметив дека насилство се врши врз мене кога мојот сопруг постојано ми кажуваше дека не сум добра мајка. Значи, работите не треба да бидат така. Дали јас не сум послушна, децата кога се болни. И многу други работи, нели, се случуваат во брако, ама постојано си мислев дали јас не знам како жена или како мајка да се грижам за семејството, бидејќи почна да се обвинувам самата дека не сум добра у тај момент, у таа смисла, ама повод ми даде моето дете кога постојано ние ноќе се каравме, кога си дојдеме од работа. И кога оно рече доста веќе, доста се карате, не можам да ве слушам, главата ме боли. И тога јас почнах да размислувам стварно дали во мене е бил проблемо, нели, до сега, што сум го поднесувала, дека јас усеќах дека сум виновна за се, ама од тога реших дека нема да бидам јас виновна, значи кај него е проблем. Оти му дадех период за да се подобре. Ето, не ми даваше да разговарам со комшиите. Од работа не ми даваше со колешките да си одам, например, нели? И го слушах. Значи, он ако ми каже нема да зборуваш, нема да зборувам. Така се случи еден период, нели, дека можеби до мене е вината, па така да направиме еден баланс, нели, можеби ќе ни тргне у бракот, да немаме расправи, со комшии да не разговараме и така, ама кај него се продолжи истото се случуваше. И на тај начин он, значи, ноќе ме малтретираше, кога децата ќе напишат, ќе стасам се, и на крајта 12 сат он ќе ме разбуде и ќе почне да ме говори. Значи, това беше психичко вознемируване, значи малтретиране, до 5 сату са бајле. А у 6 треба 7 да станеш, децата да ги спремаш за на школа или градинка. И така почна проблемо и од тога 2011 реших да си ги земам децата, значи и без тоа сум се грижила сама за се, па така одлучих да си ги земам децата и да почнам одново, од нула, од почеток. И кога дојдех веќе тука у Струмица, немаше дека, од почеток бев малку кај сестра ми, се јавих во Центар за социјални работи. Од таму само ме упатуваше еден убав разговор ќе направиш, што треба, како треба да се направи, а едноставно немаше помош од таму да ти помогнат, ниту финансиски, ниту за деца, за ништо. Значи се сама се грижиш. У секоја смисла, значи државата не им помага и ти кажува дека треба сама да се снајдеш у живото. Значи многу поминаваме препреки, а од државата ништо да преземе како мајка на 2 деца, нели. Има социјални случаеви, ама тие со двојца родители. Например, нели, да речеме, зимат социјална помош. На мен никош не ме следувало, нели, зимаш плата, ќе ти кажат зимаш плата, детски додаток, не те следува. Значи сум била секогаш одбиена у таа смисла. Министерството за труд и социјална политика подготвува нови реформи во однос на грижата и социјалната заштита на жртвите на семено насилство. Сепак, за реализација на сите планирани мерки, потребни се уште многу години. Голем дел од жртвите се со социјален ризик, што е и главната причина жртвата да остане заедно со насилникот и продолжуваат да живеат во сомнеш дека еден ден ќе се случи од она кој што најмногу се плашат. Не им следува ниту никаква финансиска поддршка од државата.
законот си има одредба дека независно од неговата имотна состојба и дали е негов имотот на сторителот или не, или неизин, еве сега да не дискриминирам, но поголем дел се жртви жени, да не се лажеме, тук може да се извлече сторителот. Но што е дилемата кога го извлекувате сторителот од домот? Дека тој ќе се врати и со оглед на тоа што немаме психијатри обучени за работа со сторители на насилство и ако нема негова волја за да тој работи, тоа значи дека може да се врати во семејството и да направи уште поголем хаос и да имаме смртни случаи. Токму затоа, заради поголема безбедност на жртвата и децата, најчесто ги извлекуваме нив, инаку законот дозволува. Но поинаков систем за кој што ја очекувам да го видиме за 3-4 години, а тоа е одговорни социјални работници, одговорни полицајци, луѓе кои што не се проектираат себе во случај на насилство, тогаш може да сме сигурни дека ако го извлечеме сторителот, стварно ќе го ставиме на место каде што тој нема да може да стигне до жртвата. Но во светот па има и алки на кои што се обележува сторителот и тој ако се приближи, тогаш се вклучува полиција, се вклучуваат аларми и така натаму. Но велам, тоа е припрема на системот да одговори на тој начин. Иначе најдобри резултати во светот дава кога сторителот се изолира од домот и тој се носи на друго место, а децата и жртвата се продолжуваат со нормалниот тек, секако со поддршка психолошка, психијатриски и така натаму, но да останат во сопствениот дом. Но за тоа ни треба уште многу години работа. Ги сместуваме во шелтер, кога не може да се остане под исти кров, тие заминуваат во шелтер, имаат период од 6 месеци, во кој што стручните служби, ако си ја сработат квалитетно работата и психотерапевтскиот третман заврши, да кажеме, во првите или се стабилизира жената во првите 2 месеци, 4 месеци имаме да ја преквалификуваме, доквалификуваме, да ја пуштиме на пазар на труд, да ги запишеме децата во градинка, во училиште, на нова позиција и така натаму, за да кога ќе излезе од шелтерот може и сама да си плаќа кирија. Финансиската помош и поддршка ја добива само доколку е во социјален ризик. Мене ми е важно во целата оваа реформа да не ги мешаме ризиците. Едно е да некој нема финансиски средства и тоа е веќе сиромаштија и тука си имаме одредени механизми, трансфери што ги даваме. Ако е жртва, тогаш и треба повеќе оваа поддршка да ја извлечеме од таму, да ја стабилизираме психолошки и да ја понудиме работно место, затоа што веројатно таа може имала, може и немала, но ако е работоспособно лице, е важно да ја вратиме на пазар на труд и да ја нудиме континуирана поддршка, да речеме уште плюс 6 месеци, за да она се врати во еден нормален колосек, но паралелно да го отстраниме сторителот. Она што е карактеристично за семејното насилство е неговото повторување, односно вршење на насилство во континуитет во подолг временски период. Затоа од особено значење за улогата на судот во овие постапки се напуштањето на досегашната практика на изрекување поблаги казни и користење на одредбите од кривичниот законник во однос на ублажување на казната. Ниту еден правен систем немаат, ниту пак можат да пружат потполна заштита на жртвите. Впрочем, поради тоа и меѓународните стандарди пропишале нивна интеракција и неисклучивост. Ратификацијата на Истанбулската конвенција во земјава за која се погласно се зборува, но се очекува од наредната 2019 година да започне со имплементација на сите нормативи во земјава, можеби ќе донесе малку спокој за жртвите. А зошто спокој? Затоа што има јасни и малку построги казни за насилниците, кои досега, за жал, минуваа најчесто со условни казни. За семејно насилство, конкретно за делото телесна повреда, се водеше по предлог на странката. Сега, постапката ќе се води без разлика дали жртвата ќе се согласи или не. И ќе се стави акцент на отежнителните околности, дека сторител е брачен другар, поранешен брачен другар, брат, сестра, член на семејство, луѓе кои што делат заедничко домаќинство. Значи сите тие, дали делото е прв пат сторено, втор пат, се повторува и тие околности ќе бидат како отежнителни со тоа што нема да има алтернативни мерки, само ќе бидат ефективни казни затвор со цел да се потикне свеста да не се стори тоа дело, ако се сторило еднаш за втор пат и за понатаму. А што се однесува до време траењето, откако ќе се изрече веќе казната. Сите знаеме нели дека се соочуваме со еден проблем, не знам како да го дефинирам, во смисол кога жртвата
ќе се осмели да поднесе пријава за токму за таков вид на насилство, насилникот беше во затвор многу малку време. Ќе се променат ли тие каузи? Ќе се зголеми ли За жал, границите? на кривичниот законник за телесна повреда предвидува казна од 3 месеци до 3 години. Сега во овој момент се укина законот за одмерување на вид и висина на казна, каде што казните може да бидат малку повисоки од сега за вакви дела, се уште се изрекуваат условни осуди. Ќе треба да се претрпат промени и во овој дел. Меѓутоа, заради тоа ова конвенција ќе биде ставена под надзор од органи, има посебни експертски комисии, групи кои што ќе гледат како се применува, во кои области се применува и дали правилно се применува ова конвенција, бидејќи со самото ратификување на ова конвенција Република Македонија прифатила низа обврски и кои обврски ќе бидат и тие, да се измени процесното и материјалното право. Така додека да стигнеме до тие, пак ќе се вратиме на почетокот, значи треба од корен, внесувајќи промени во образовниот систем, наложувајќи, за да стигнеме до некое задоволително ниво кој што пред се ќе ни ја промени свеста. Да. Тоа е значи во преден план, да се промени перцепцијата, да се промени свеста, менталитетот. Ние знаеме дека Македонија е со стереотипи, држава со стереотипи, неприфаќање, секогаш мажот да биде на прво место, жената да биде во почината улога, па самите гледаме дека и платите во ист сектор за мажи и за жени не се подеднакво исти. Значи, тоа постои. Еднаквоста помеѓу мажите и жените, и де јуре, и де факто, е клучен елемент во спречување на насилството врз жените. Во преамбулата на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство се истакнува дека остварувањето на еднаквоста помеѓу мажите и жените и де јуре и де факто е клучен елемент во спречување на насилството врз жените и дека насилството врз жените е манифестација на историски нееднаквости помеѓу моќта меѓу мажите и жените, што довеле до доминација и дискриминација врз жените од страна на мажите и до спречување на целосно напредување на жените. Понатаму во преамбулата се вели дека насилството врз жените е еден од главните општествени механизми со кои жените се принудуваат на подчинета положба во однос на мажите. Државите членки на Советот на Европа и другите потписници на овој документ со голема загриженост препознаваат дека жените и девојчињата често се изложени на сериозни форми на насилство, како домашно насилство, сексуално вознемирување, силување, присилен брак, кривични дела извршени во името на така наречената чест и генитално осакатување, кои представуваат сериозно кршење на човековите права на жените и девојчињата и кои се главна пречка за постигнување еднаквост меѓу жените и мажите. И велика и дивна, ќе бидат поспокојни ако некој им ја гарантира безбедноста дома и на улица. При тоа, и тие самите велат. Неопходно е државата да спроведе детална истрага за околностите на случајот, да ја утврди вината на сторителот, но и на сите кои не обезбедиле соодветна заштита и соодветно да ги казни за стореното дело. 5 години условно, а така не го затворија и тие 5 години кажа нели ако направа прекршок, исто па ќе го повикат по полиција, па исто се повтора прави, па го вика, ништо нема направи полицијата, после еден пат па се јавиме туку струмичката полиција, тога го судија и дојде момичката на суду, кажа нели оти па не малтретира, го судија 3 месеци во затвор. После това па си правя проблеми и сега до ден денеска живееме в иста куќа, као во странство и така и така. Мирни сме. Чим си дома, па исто песна војна се прави. И пошто нема дек дожд, ти трпиш.
тој имаше забрана, значи да не се приближува на 50 метра или 100 метра до живеалиштето, значи дека живееме, или у школото децата дека беа. Значи, он не ги почитуваше тие. Законот за него не важеше. Значи, он доваѓаше на врат. Дури и влеваше дома, значи насилно влеват и дома. И доаѓаме до момент кога велиме жртвите не заслужиле да станат жртви на семено насилство, но не заслужуваат да останат и понатаму и жртви на системот. Итноста од имплементацијата на Истанбулската конвенција е повеќе од очигледна. Во Струмица за само 9 месеци имаме околу 300 регистрирани случаи на семено насилство, од кои најголемиот дел се припишуваат на жените, а не е немалку занемарувачки бројот на жртви кои се родителите и децата. Колкави се реалните бројки на жртвите кои не се охрабруваат да пријават било каков вид на насилство, се сигурно фрапантни. Идејата за Истанбулската конвенција не е само да се направат неколку законски промени. Незината основна цел е да нема насилство врз жените и децата. Ова значи превенција. Тоа значи дека сите, од дете до возрастни, да знаат дека насилството е неприфатлива форма на врски и дека се води според закон и државата. Тоа значи спроведување на посочена владина политика, насочена кон искоренување на насилството, односно координирани напори на сите институции во Македонија. Или накратко, значи дека ако некоја жена или дете се изложени на семено насилство и насилство врз основа на полот, помош може да побара на национална деноноќна телефонска линија за поддршка на лица погодени од насилство. Жртвата на насилство ќе може да биде веднаш сместена во шелтер центар, кој се наоѓа во нејзина област и нема да мора да патува во тешка состојба до центар во друг град или во друга област. Жртвата на насилство нема да мора да патува низ лавиринтот на институциите и да си ги бара собствените права. Тоа значи дека насилникот, кога ќе изврши кривично дело, и ако го прекрши налогот за ограничување, дебело ќе му се суди за тоа.